Благодарам многу, почитувани колеги пратеници. Во суштина пред се ќе кажам зашто е амандманот. Амандманот е всушност за зголемување на средствата во националните паркови, во постоечките национални паркови. А пред да дојдеме до придобивките на такво зголемување на средствата, сакам само да посочам на тоа дека вчера на оваа комисија имаше веќе еден амандман на Левица кој беше одбиен, кој се однесуваше за обезбедување на средства за формирање на служба за спасување, планинско спасување и планинско маркирање. Во суштина ќе ви дадам неколку аргументи зашто сметаме дека тоа е многу погубно, но има шанси да се подобри преку овој амандман таа ситуација. Тоа е дека Македонија со своите географски одлики е длабоко планинска земја која има големи површини кои се над 2000 метри, значи алпски површини, има планини кои достигнуваат до 2700 метри, неколку планини над 2500 метри, и сега која видиме таа географска реалност на Република Македонија во споредба со државите од регионот, тогаш македонската инфраструктура во поглед на планинскиот туризам и на планините генерално е очајна и потенцијално опасна. Например, ние имаме во регионот имаме Црна Гора како пример, која има планинска служба за спасување, која е неверојатно ефективна, па така има и Хрватска служба за спасување, Србија има служба за спасување, и сега сите овие држави имаат служби за спасување кои служат за интервенција во овие многу специфични состојби и ситуации. Со тоа што ние не усвоивме ваква служба, јас морам да ви кажам дека на територијата на Република Македонија моментално има една доброволна организација која се вика Планинска служба за спасување. Таа организација е сместена во Охрид. И тие луѓе кои се волонтери, кои на своја добра волја тоа го прават, и го прават навистина неверојатно, навистина квалитетни професионалци, и тоа што го правате навистина благородно, посебно на основа на волонтерски ангажман, но тие функционираат само на териториите на општините околу Охрид, тоа се Струга, Вевчани, Ресен и така натаму. Значи, во Република Македонија веќе има луѓе кои се организирани вон институционално за проблемите кои треба институциите да ги решат. Исто така, ја имаме и го имаме и аспектот на маркирање. Маркирањето, да, Планинарската федерација на Република Македонија има комисија за маркирање, но вистинското маркирање, морам да ви кажам дека во Република Македонија исто така го прават волонтерски организации. Дали вие знаете дека во Република Македонија има во последните неколку години дека една волонтерска организација Семјана, која прави така наречената бесконечна трансферзала, има маркирано илјадници километри патеки низ планините. Значи, сакам да кажам дека луѓе постојат, има модели, постои методологија по која овие луѓе постојат, но државата, властите одбиваат да постапат во оваа насока. Зошто е ова битно? Зошто е ова битно? Сакам да ви кажам дека Бугарија, јас 90% сум сигурен дека ова што ќе ви го кажам е веродостојно. Бугарија, по тоа што јас го знам, има поголем туристички прилив од планинскиот туризам во споредба со морскиот туризам, иако има море. Ние немаме море. Ние ако не го развиваме планинарскиот туризам, кој туризам ќе го развиваме? Или Скопје 2014 туризам ќе развиваме? Не знам. Тоа е реалноста. Во Република Македонија има што да се понуди, но треба да се постапи, треба да се даде институционална рамка. Еве ќе ви дадам еден пример. На териториите на Маврово, ние го имаме нашиот највисок врв на Република Македонија. На целиот континент постои еден тренд каде што млади луѓе, туристи, одат на највисоките врвови во Европа. Во еден ден, вие да отидете сега таму, ќе сретнете групи од разни држави. Јас тоа ви го гарантирам, во било кој ден ако е сончево, вие ќе сретнете од Чешка, од Бразил, од Еквадор, од Полска, жива вистина. Од Словачка и така натаму. Но, што е проблемот?
За да стигнете до таму, значи ова има туристички потенцијал овде, мада искрено ако го отклучиме туристичкиот потенцијал, може Мијалков еден хотел ќе ни бапне на кораб, ама вистината е дека постои овој туристички потенцијал. Но за да се стигне до таму, треба колата да ја уништите, па треба да имате GPS мапи, нема никаква инфраструктура да ви опише каде се наоѓате. Јас овде имам колеги од Тетовско-гостиварскиот регион. Вие Шар планина е живо богатство. Го имате Црно езеро, Бело езеро, Боговинско езеро, Голема Рудока, Бориславец, Джинибег, па после имате од Лешница, од страната на Бозовце, ги имате Кобилица, па целата Шарска круна. И сите овие скакалички водопад кој е над 70 метри долг. Знаете ли, драги колеги, дека Корабски водопад е едно од двете работи кои се под заштита на УНЕСКО во Република Македонија? Едно е Охридско езеро, второ е Корабски водопад. И сега стварно ми се потрудува со нешто дека може хотел на Мијалков да се случи. Значи, ние имаме под заштита на УНЕСКО природно богатство до кое нема никаква планинска инфраструктура да се стигне. Тоа е едноставно нешто што државата треба да го обезбеди. И едноставно е нелогично зошто не го прави тоа до сега. Имаме други примери. Имаме во Битола. Битолчани мислам дека се најголемите локал патриоти во поглед на својата природа. Ама пратениците од Битола не прават ништо за таа природа. Еве ви прилика да направите нешто за таа природа. Ама не знаете вие ништо за Пелистер и за Баба, тоа е проблемот. Вие не знаете кај е Стив, кај е Илинден, дека од Муратови се уште од 80-тите истите сајли. Не знаете. Тоа е не знаете. Тоа е проблемот, што ништо за тоа не се прави. Од друга страна, Галичица цела изгоре пред некоја година. Горе е опустошено. Единствениот, дури и они секоја чест треба да се пофали националниот парк, навистина работи добро, посебно Галичица. Но има толку многу дупки кои тие национални паркови ги покриваат и надвор од своите надлежности. И затоа и ги спомнав овие работи за маркирање за спасување. Во услови кога немаме служба за спасување, ренџерите во националните паркови кои немаат работна обврска да спасуваат, кои немаат во договорот не им пишува спасување, не се обучени за спасување, немаат доволно опрема за спасување, тие луѓе заради својата човечност одат и реагираат на терен. Затоа што вчера, не прифативте да се формира планинарска служба за спасување, а јас денеска ви кажувам дека таа дупка ја пополнуваат ренџерите. Значи, таа дупка, ако вие игнорирате, не значи дека нема да постои. Постои и таа дупка ја покриваат ренџерите. Дајте денес да обезбедиме повеќе пари за националните паркови. Им требаат повеќе ренџери, им треба вработување на повеќе ренџери. Друга работа, пожарите. Македонските власти ја имаат најненормалната одлука во поглед на справување со пожарите. Забрана за движење низ шуми непријавено. Па наместо да се мотивираат љубителите на природата, наместо да се мотивираат планинарите, биолозите, да одат во што поголем број во шумите за да се заштитат од дива сеча и од пожари, ние им забрануваме се движат. Знаете кој нема да се пријави кога ќе отиде во шума? Пироман нема да се пријави, дрво и тие што идат на дивосеча нема да се пријават. А во реалноста, пак националните паркови ренџерите треба да се справуваат со овој проблем. И немаат доволно средства. Имаме разговарано со вработените во националните паркови. Немаат доволно средства. Во најголем дел од случаевите овие луѓе мораат да бидат во симбиоза со локалното население, со селаните, за да можат да си ја вршат работата. Не знам дали ме разбирате. Значи, ренџерите за да си ја вршат својата работата, им треба логистичка помош од селаните, бидејќи ја нема државата. Комунитаризам, едноставно, не знам како да ви кажам. Ама тоа е вистината и тоа треба да го знаете. Посебно во поглед на безбедноста Македонија, речи си како да завршува на 1600 метри висинска. Над тоа како да не постои Македонија, како да не сте заинтересирани за Македонија над 1600 метри.
Меѓу другото, имате шверцери кои се движат низ тие региони, пак ништо институциите не прават во поглед на тоа. Исто сакам да ви информирам дека патриотите од ВМРО дека никаде не се вее македонското знаме, иначе чисто над 1600 метри, и тоа да ви го кажам. Не сте заинтересирани, тоа е целата работа. Никаде не се вее, не постои над 1600 метри Македонија, како некоја друга юрисдикција да е. Тоа е проблемот, затоа што ги оставате овие институции така да кубурат, ги користите веројатно и таму ги малтретирате за партиски вработувања, таму им требаат луѓе обучени, ајде, не, чекај сега, да ти каже општинскиот огранок кој ќе вработиш. Значи страшно, навистина страшно. Ама сепак мора да се реагира. Значи, националните паркови од дополнително до сега ви набрајав доброволци за маркирање, доброволци за спасување, доброволци за ова и така натаму. Еве уште една недржавна институција, тоа е Македонското еколошко друштво, кое во соработка со националните паркови врши мапирање на рисовите во Република Македонија. Да. И тоа го прават со минимални средства. И тоа го прават ренџерите на Маврово заедно со Македонското еколошко друштво. Инаку чисто да ви кажам, не знам, навистина ми дело како да не ви интересира, ама еве, тоа е. Не, власта. Таман работа вас да не ви интересира. Значи, работата е што Македонија има на својата територија голем број на единки на рисови. Рисовите, особено во алпските региони на Европа, имаат потполна стабилизација на бројките во изминатите 20 години заради вистински чекори. Македонското еколошко друштво и луѓето кои работат на оваа проблематика ги знаат овие работи и навистина работат на зачувување на бројките, за возможување на растање на бројките на овие единки. Значи, луѓето кои се бават со целата проблематика на вистина знаат што треба да се направи, само треба да се обезбедат повеќе средства. И тука не завршува. Има уште толку многу потенцијал кој може да се вади од се во ова. Значи, ние имаме доколку развиеме вистинска инфраструктура, на секаков начин може да се уживаат овие пространства, но и на вистински начин да се заштитат. Со предложениот амандман се обезбедуваат средства за ревитализација на институциите национални паркови. Во разговори со самите институции, во разговори со луѓе од Националниот парк Шар планина, јас на вистина ви кажувам дека овие луѓе бараат повеќе средства. Додека се зборува дека во животната средина се додаваат средства, ние бараме нешто што самите вработени таму го сметаат. Што луѓето кои се бават со оваа проблематика го сметаат и крајно мислам дека нема да сгрешиме ако го направиме тоа. Ние бараме поддршка за овој амандман да се зголема средствата за националните паркови и да се унапреди нивната положба во Република Македонија.